Вечерва пред нас е интересно проучување. Ќе зборуваме за молитвата. Темата носи наслов "Свиткани колена". Не знам дали знаете, почитувани, која е најдобрата комуникација со Бога. Дали се мобилните телефони? Дали е безжична комуникација на телефон или на токи-воки или на некој друг начин комуникација со Бога. Не постои средство кое е најдобро или подобро од молитвата за да бидеме поврзани постојано со Бога. Значи, ние ќе зборуваме вечерва за молитвата. И затоа ова тема е прикладна, свиткани колена. Бидејќи човек кога се моли на Бога, секако ние вечера ќе видиме дека освен молитва на колена, може да се молим и лежејќи, стоејќи, одејќи, на многу начини може ние да патуваме молитва кон Бога, но еве вечера ќе зборуваме за молитвата. Всушност, еве што вели текстот во Прва Солуњаните 5. Молите се на Бога без прекин. Што тоа значи молите се на Бога без прекин? Кога сега би дал збор, сигурно би рекли некоја ваша дефиниција или размислување, што значи да се молиме на Бога без прекин? Дали тоа значи не треба да одиме на работа, не треба да одиме на училиште, на школа и така натаму. Но апостол Павле сака да не подсети дека ние можеме да се молиме во секоја прилика. Например, кога жените перат садови дома, или кога пеглат, или кога мажите возат автомобил, или кога копаме во поле, или кога продаваме на пазар. Ние постојано можеме во молитва да бидеме поврзани со Бога. Како што жената ги пере садовите, може да каже: Боже, очисти ме однатре и однадвор. Или мажот кога вози автомобил да каже: Господе, додека возам овој автомобил, те молам, ти ме вози. Ти си ми толку потребен. Ти управај со ова возило. Значи имаме постојана прилика ние на Бога да му се молиме и да бидеме во постојана врска. Денеска ова вечер во текот на размислувањето ќе спомнуваме на реченица "излижени колена". Така да ќе видиме колку се нашите колена денеска излижени и од што ги ние лижиме колената, дали од молитва или од некои други обврски. Не знам дали знаете од каде потекнуваат фармерките. Од каде потекнуваат излижените колена. Денеска е модерно, ги гледаме младите како носат фармерки, сете издупени, направени пробушени на колената, погоре или подолу. Еве, овде на сликава имаме еден човек кој се родил на 26 февруари 1829 година во Баварија, во Германија. Тоа едно бебенце се родило во една еврејска фамилија, семејство. И му дале име по име Лоб Штраус. Лоб Штраус. Неговиот татко, бидејќи бил евреин, и тој е сега еврејче, неле, бил кројач, имал дуќан, работилница кај што изработувал одела панталони на луѓето. Бидејќи детето растело во таа фамилија, во тоа семејство, ете и тоа го научило тој занает. Било многу паметно момче и кога пораснал, тој заминал за Америка. Тоа му било животна желба да замине за Америка и тамо да го продолжи својот занает и својата кариера. И навистина, знаете каде заминал? Во најдоброто место во Калифорнија. Тамо доаѓале луѓе од цел свет и барале злато. Копачи на злато. Еве, тоа е таа фармерка Леви Штраус, што денеска ние ја знаеме и подоцна ќе видиме како тоа дошло до наши денови. Еве, луѓето заминувале таму во Америка, во Калифорнија и копале злато. Знаете, кога луѓето копаат, мора да бидат облечени како работници и клечаат доста на колена за да пронедат грудки злато или тоа го перат во вода и тој процес може би ви е познат. И така еден ден во неговата работилница дошол еден копач на злато, еден човек малце револтиран и рекол: Господине Штраус, пред 20 дена купив панталони кај вас и погледнете сега какви се. На колената вакви дупки дошле од клечење, од што копал и така натаму. И рекол: имате ли некои појаки панталони? Нешто подобар штоф. И овој господин Штраус навистина видел дека колената му се со големи дупки. И рекол на своите работници: одете во магазин и донесете некој јак штоф. Од тие штофови што правиле, како се викаат оние шатори, што правеле шатори. Тоа се чврсти материјали. И за кратко време му скроеле панталони нови од тој материјал
И денеска, еве, ние имаме фармерки. Оттамо потекнуваат фармерките. Тоа првим било наменето за фармери, за работници кои работели со стока на нива, кои клечеле, кои се валкале, тоа што се вели периноси. Така, фармерката е периноси. Еве, подосна овој човек името го променил во Леви Штраус. И зато денеска фармерките носат наслов Леви Штраус. Благодарение на ова момче, еврејче, кој е било родено во Баварија, во Германија, отишло во Америка и тој занает го проширил ни цел свет. Денеска имаме разни видови на фармерки. Значи, Леви Штраус денеска се познати како марка. Но денеска луѓето и девојките ги дупаат намерно своите колена да бидат по-модерни, така, не од молитва, не од работа. Нажалост, денеска многу малци се кинат фармерките од работа. Повеќе од мода, помодарство и така натаму. Еве, Леви Штраус, тоа е марка, односно, од каде потекнуваат денешните фармерки. Денеска многу малку луѓе, можеби помладите, работат на колена или се молат на колена. И затоа денеска ние вечера всушност ќе зборуваме за молитвата. За молитвата, чекајки на колена. Само малкумина или неколкумина работат на своите колена. Се помалку и помалку панталоните природно се лижат околу колената. И затоа наша најголема потреба е да имаме директна комуникација, да имаме директна врска со експертот за кризни ситуации. Мора да продолжиме напред на нашите колена. И затоа, почитувани, ние вечера ќе зборуваме токму за молитвата. Колку е таа ефикасна, колку е силна, зошто денеска луѓето се молат се помалку и помалку, или молитвата е заминуваат со прекрстување на рака, што не е исправно, Бог тоа не го одобрува. Имаме ние едно клише или модел како треба се молиме. Тоа е, знаете, молитвата Татко наш, во Матеј е запишана таа молитва. И едноставно, ако не знаеме како да се молиме, доволно е таа да ја повторуваме и така ние ќе навикнеме и своја молитва да упатуваме кон Господа. Значи, денеска се помалку и помалку, на жалост, луѓето се молат. Се молат, знаете кога? Интересно е. Кога ќе се разболиме, кога ќе дојдеме во болница, кога ќе не стават во кола на брза помош, кога нешто ќе се случи со нашиот живот, кога ќе повикаме лекар или брза помош. Секако, ние треба да повикуваме и брза помош. Треба да ги користиме сите медицински услуги кои ни стоят на располагање. Но зошто и пред тоа ние не се молиме за нашето здравје? Зошто и пред тоа ние не комуницираме со Бога? Но кога ќе дојдеме во тесниц, кога ќе видиме само таван горе и бели чаршави во собата, и луѓе со бели мантили и сестри, тогаш, кога ќе ни дојде до зидот ситуацијата, тогаш велиме, Боже, помагај. Зошто сме ние такви, браќа и сестри? Зошто молитвата не ја користиме постојно во нашиот живот? Или кога ќе не погоди некоја неволја? Секако ние треба да ги осигураме нашите објекти, ако имаме можност, во тие друштва кои вршат осигурување. Но јас сум слушнал на луѓе кои својот имот го осигуруваат кај Бога. И велат, Боже, овој објект чини толку. Еве, јас сум подготвен да ти ги дадам тие средства на тебе, наместо на некој друштво кој осигурува. Те молам, чувај ми го посевот. И се и моето имање, се што имам. Значи, кога ќе дојдеме во неволја, тогаш ние се сеќаваме дека има некој горе кој може да стави рака, кој може да помогне, кој може да не избави. Понатаму, кој ќе ни дојдат гости. Интересно, и тогаш може би ние упатуваме молитва кон Бога и кога ќе бидеме, значи, во такви ситуации, или кога ќе ни се потрошат парите, или облеката. Значи, кога облеката ќе остаре, ние тогаш се сеќаваме дека Бог е тој кој може, а лиштата да не ги продолжи да не се излижат. Имате ли пример во Библијата на луѓе кои носеле 40 години панталони? Кои биле тие? Израелците во пустињата, интересно. 40 години немале потреба од шнајдери, од кројачи, од фармерки, од облека. Бог се грижил за нив. Ако Бог можел ним да им помогне, зошто денеска и нам не може? Или кога ќе ни снема пари, кога ќе немаме пари, тогаш сме нервозни, тогаш се случува нешто во нашиот живот. Забораваме дека Бог може
da naistина да ни помогне кога нашата кредитна картичка ќе биде празна на нула и кога ќе отидеме тамо да вадиме пари, а оно вели немаш, салдо нула, празно. Тогаш ние не се подпираме целосно на Господа. Давид пишува тамо в псалмиста, Давид вели, бев млад и бев стар. И што не видел тој? А се видел. Децата на Божиот народ да просат за леп. Наистина, молитвата е идеално средство за комуникација, што треба денеска во ова модерно време да го користиме. Што е тоа молитва? Еве, сигурно имате некоја ваша дефиниција. Тоа е најважна бежична комуникација со Бога. Не мора да ги полниме мобилните телефони, не мора постојано да ги полниме за да бидеме во конекција, во контакт еден со друг. Тој мобилни што Бог сака да го користиме, нема потреба од полнење, нема потреба од батерија. Тоа е најважна бежична комуникација со Бога. Постојано може да бидеме во контакт со нашиот Бог. И понатаму може да кажеме, тоа е пријателски разговор со Бога. Не го спушта молитвата Бога на земјата, туку нас не крева кон Бога. Една писателка Елена Вајт, најпреведувана во Америка по име Елена Вајт, еве што напишала. Молитвата е клуч во рацете на верата, која ги отклучува ризниците на небото, каде што се чуваат многу ресурси на сесилниот или на семокниот. Гледате, што ние имаме почитувани на располагање во наши раце. Тоа никој не може да ни го одземе. Може да ни одземат куќата, стан, имот, кола, било што може да ни одземе власта. Но молитвата не може никој да не ја одземе. Сега немаме време да зборуваме примери на луѓе кои навистина им било одземено се. Како што биле евреите. Евреите за време на Втората светска војна. Еве сега пред неколку денови се славеше Холокаустот. Знаете, кога ги читате нивните историски извештаи, кои ги однеле таму во Полска, во Аушвиц или во други концлагери, се им одзеле од нив, се. И прстените им ги изваделе. Облеката, златните заби, се им изваделе. И што само им дале? Број. Името го заборавиле или ги терали воопшто да не се спомнуваат со име еден со друг. Само под број 5, број 6, кога комуницира еден со друг. На тој начин сакале да им каже дека вие сте безвредни, вие сте нула, вие не вредите ништо. Но тие кои преживеале, запишали и велат, само молитвата не одржи верата во Бог. Што успеле да се спасат. Да, молитвата не може никој да не ја одземе. Можат се да не одземат. Но верата во Бога и молитвата тоа не може никој. Затоа ова Господ Елена Вајт вели, молитвата е клуч во рацете на верата или на верникот, на тебе и на мене, кој ги отвара, ги отклучува ризниците на небото, каде што се чуват многу ресурси. Што се тоа ресурси? Работи кои ние ги потребуваме, а Бог ќе ни ги даде, ако останеме верни и ако бидеме упорни во она во што се молиме. Еден човек одел во улица и видел едно момче како се качува на еден камен пред една куќа, пред една зграда, и покушавал да го допре звончето за да звони. Бидејќи момчето било ниско, мало, и кога човекот се доближил до него и рекол, Господине, дали може ме подигнете за да задзвонам на тој стан? Човекот рекол, секако. И го кренел момчето, и момчето подзвонело, долго 5-6 пати, 6-7 пати задзвонил на звончето. А потоа исплашено, со исплашено лице, кога момчето се спуштило доле на бетонот, му рекол на човекот, ај сега да бегаме. И човекот се нашел во небрано грозе. Не вели, јас не бегам, јас сум чесен човек. И момчето избегало таму негде подалеку. После 2-3 минути вратата се отворила, голема врата, а однатре излегла на постара жена со метла во рацете. А пред тоа, заборавив да ви кажам, кога момчето рекло на човекот, ајде сега да бегаме, зошто рекол, ќе излезе една баба вештерка со голема метла и ќе не тепа. И затоа момчето избегало. И човекот сега чека и навистина крц вратата се отвара. Излегува една постара жена со метла во раце. А човекот почнал да се брани. Господјо, јас не побегнав, зашто не сум јас не звонев.
Ja sam čestan čovjek. Znam, veli, gospodine, nemoj da se sekirate. Ja zgore od prozorca postojano gledam koji zvoni. To momče što zvoneše, skoro svaki dan po 10 luge laže za da go podignat, za da zadzvoni na zvončeto. I potom bega. No, dodeka ja sam stara, dodeka ja izlezam i da go prašam što sakaš, momčeto bega. Ne ostanova za da mu dadam ono što mu je potrebno. Počituvanje od ovaj primjer može da i nije se poučime. I nije često pati se molime na Boga, no ne ostavame vreme za Boga da ni odgovori, da otvori vrata i da kaže što sakaš momče, što sakaš gospodjo, što sakaš sestro da ti pomognem. Zato koga se molime, treba nije posle molitvata neko je vreme da ostaneme na kolena ili stojike ili tamo kaj što se molime, za da mu dane prilika na Boga da ni odgovori. Ova momče zvonelo postojano, no begalo, ne ostavalo prostor za ženata da dojde i da mu pomogne ili da odgovori na njegovata molitva. Izliženi kolena. Koliko se našte kolena počituvani izliženi? Koga zborom izliženi kolena, ne mislim da je samo molitvata na kolena ispravna. Ta jedna od molitvite. Imаме молитва и лежејки, и стоејки, и клечејки, седејки, значи повеќе, така би рекол, врсти на молитва. Но сепак, дали ние, која ќе упатиме молитва на Господа, оставаме време за Исус, за Бога да ни одговори? Кои се молитвени положби што Исус ги користел? Ако читате во Новиот Завет, ќе видите дека Исус и клечел, и стоел, и седел, и доле во чамецот, кога се наоѓал, се молел. Значи ги користил сите врсти, би рекол, на молитва, за да биде постојано со својот Отец. Понекогаш клечел, понекогаш дури се наведнувал на челото со плувачка да го допре челото на болниот или окото, за да биде излечен. Значи, Исус Христос ќе го најдеме таму во Гецемане, кој ќе клече поред тој студен камен, со крвав пот, ќе се наведне и ќе моли да, ако е Божја волја, да го помине ова зло, односно чашата што треба да ја испие. Еве, например, царот Давид, читаме во Прва Дневникова 17 глава 16 стих вели, тогаш Давид дојде и застана пред Господи и рече: Господе, кој сум јас? О Боже Господи, и што е мојот дом, та ме доведе тука. Очигледно, Давид признал дека Бог е Бог. Значи, не мора ние секојаш да клечеме за да искажеме нашата понизност пред Бога. Се зависи, значи, од самата ситуација во која се наоѓаме. Давид овде стоял, да кажеме. Еве, ќе го најдеме сега Езекија кој лежел. Езекија се сврте кон зидот, лежел, бил болен и вака му се моли на Господа. Ако сега продолжиме тамо да читаме, ќе видите, тој се моли и вели: Боже, ако е можно, продолжиме го животот. Прето дошол, знаеме, слугата негов, Божиот пророк, и што му кажал на Езекија? Дека следната година во ова време ќе умре. Меѓутоа, царот Езекија се помолил на Господа, тоа било Божје провидение и навистина Бог му го продолжи животот за 15 години. Овде вели Езекија се сврти со своето лице кон зидот и му се молеше на Господа. Значи Бог му го продолжи животот на овој цар. За Бога не е битна положбата како се ние наоѓаме, дали лежејќи, седејќи или клечејќи. Битно е срцето, со какви намери се молиме ние. Побудите се важни, не ставот. Ставот не е многу важен. Но така е, дали ние тоа од срце го упатуваме, значи на Бога поголем впечаток ќе остави потребите на моето, на твоето срце, ако се искрени молитвите и она што го бараме, навистина Бог ќе го услиши. Колената ќе бидат излижени како последица на послушноста. А некои може ќе кажат: па еве, јас не треба да се молам, зашто нема потреба. Бог и онака се знае, Бог и онака се гледа. Не е тоа така исто. Тамо вели колку е мајката поблагодарна кога детето ќе и побара храна, така? Едноставно помило е во душата на мајката.
така и нашиот небесен татко му е помило кога ние ќе се молиме. Не само кога ќе сме во зорт, кога ќе биде криза во нашиот живот. Еве, еден пример. Двајца деловни луѓе патувале со авион. Одеднаш авионот почнал да се ниша. Еден од моторите експлодирал. Летал авионот на еден мотор. Тие биле внатре и паника. И овој едниот господин му кажува сега на другиот. Кога е слушнал експлозијата. Ми зборуваше додека патувавме, господине, дека ти во детинство си се молел на Бога. Можеш ли сега те молам да се помолиш за нас двајцата на Бога да не спаси од ова ситуација? Јас не знам како да се молам. Значи, овој едниот признава дека бил атеист, а додека патувале, овој му зборува дека и тој се молил додека бил млад, додека бил како дете. А тој вториот човек вака се помолил, рекол да, ќе се помолам и упатил молитва на Бога. Еве јас ја сега цитирам неговата молитва. Боже небесен, знаеш дека не те вознемирував последните 20 години. Не се молил последните 20 години. Те молам сега спаси ни ги животите и ти ветувам дека нема да те вознемирувам во следните 20 години. Сигурно ќе се сложите, браќи и сестри, дека дали ова добар пример за молитва? Не. Тој 20 години се молил. Сега кога дошол проблем, кога авионот само што не паднал, му се моли на Бога, вели Боже, спаси не сега, а во следните 20 години повторно нема те вознемирува. Нажалост, тоа се некои од нашите методи кои ние сме си ги смислиле собствени изуми кога ние се молиме на Бога. Само кога ќе дојде проблем. Ајде еден пример од Библијата да споменеме колку е битна, колку е важна послушноста, браќи и сестри, во молитвата. Ние може да се молиме, но ако не сме послушни, последиците ќе бидат лоши по нас. Еве го овој пример, излижени колена, кај што не покажале целосна послушност овие Божи луѓе. Или човек кој навистина имал комуникација со Бога. Всушност, зашто станува збор? Овде гледате еден ковчег како го носат качен на коњска или на кола која влечат крави, волови. Царот Давид го пренесува ковчегот на заветот. Евреите биле секојаш победници во сите битки, борби, кога биле во директна конекција, комуникација со Бога. Во една прилика сакале сами да отидат во борба и им го заплениле, им го украле ковчегот на заветот. Ова е светињата, ова е нешто најдоброто што го имале израелците, евреите. И сега овие незнабожците, филисејците им го украле, го заплениле кај нив. И после сите тие перипети што се случиле, Бог повторно им го враќа назад. Но овде направиле една кардинална грешка. После известно време Бог одлучил ковчегот да се врати повторно дома, назад. Царот Давид направил план. Јас ќе го однесам ковчегот таму кај што јас ќе сметам дека треба. Не го прашал Бога каде треба да го однесат, во кој град, во кое место и така натаму. И затоа тој рекол, ќе набавиме нова кола, волови, млади, кои дотогаш не орале, не влечене кола, значи да биде свето. Се најдобро, но тоа не било по Божја волја. И тоа било добра идеја, на некој им се допаднала. Но погледнете што се случило. Се случила голема катастрофа. Се случила голема несреќа. Наместо да биде тоа време на радост, се сеќавате пред неколку години во Берово што се случи на Илинден, кога многу луѓе, христијани да ги наречеме, одеа таму и да го прослават Свети Илија. Што се случи тогаш? Голема трагедија, кога варија таму тие големи казани, сеќавате, од тие громови, многу луѓе загина, не знам, 5-6 колку луѓе загина. Замисли сега, ова е нешто слично. Треба да биде прослава, кога Божиот народ повторно ќе си го врате назад светите работи. Тука се 10 заповеди, тука е маната, палката што процветала, нешто величествено. И сега се случува катастрофа. Воловите тргнале на страна. Не можеле никој да ги контролира. И ковчегот само што не паднал. И човечки е, ако сме ние биле во близина, што би направиле? Дали би притрчиле да го спасиме ковчегот да не падне?
Ние би си рекли, би притрчале и би помогнале. Един човек по име Уз потрачал да го придржи ковчегот, само да го допре да не падне. Меѓутоа, тој истиот човек умрел на лице место. Знаете што? Во ковчегот немало атомска бомба. Во ковчегот немало радиација. Па веднаш да го убие таа радиација. Но Бог сакал преку овој настан да го поучи Давида и целиот израелски народ на една многу важна лекција. А тоа е молитва на послушност. Да го следиме Бога. Овде Бог сакал да ги поучи израелците да ги следат Божите принципи, браќа и сестри, а не своите собствени идеи. Давид направил добро сценарио. Давид направил добра замисла, но тоа не било по Божја воља. Тој не се консултирал со Бога, не го прашал со Бога. Кој имал право единствено да го носи ковчегот Божи? Кој? Секој израелец. Ајде да го читаме текстот. Ајде да видиме што пишува. Ќе дојдеме малце, мислам дека тој текст подосна. Значи, тие работеле не според Божите инструкции. Заборавиле да се консултират со Бога. Еве го главниот текст. Никој не смее да го носи Божиот ковчег, освен левитите, зашто Господ ги избра нив, за да го носат Божиот ковчег и за да му служат до века. Има ли право Уз да го допре ковчегот? Не. Има ли право Давид да прави сценарио? Не. Тоа требало да го направат оние одредени Божји луѓе. Тоа било левитите. Тоа е посебна групација на луѓе кои немале наследство, тие служиле во храмот и едноставно се грижиле за потребите на храмот Божи и за сите тие работи што биле во тој Господов дом. Очигледно, браќи и сестри, овде Давид не се консултирал со Бога, а можел во молитва да го праша. Сигурно Бог би го насочил и би го подсетил на ова. Давид го знаел ова. Давид ги знаел ове текстови, дека не смеат било кој да го допира тој свет ковчег. Тие требале да покажат тотална, целосна послушност. Постои ли врска меѓу кризата и молитвениот живот? Постои. Никога ќе се најдеме во криза, тогаш ќе користиме молитвата. Меѓутоа, Бог сака да бидеме постојно зависни од Него. Да не се подпираме на себе. Тие благослови кои ни стојат на располагање, Бог сака да ги излие целосно на нас. Нашите потреби треба да се во склоп со Божјата волја. Понатаму, пристап кон сите значени предизвици на колена, ние зависиме од Него. Значи, во секој сегмент, во секој дел од нашиот живот, ние треба да зависиме од Бога. Ако се подпираме на својата сила, на својот ум, ќе се доживее ситуацијата на Уз. Зашто во него живееме, вели апостол Павле. Се движиме и постоиме, како што и некои од вашите поетки рекле, и ние сме негов род. Ние сме негов род. Господ е заинтересиран за сите нас, браќа и сестри. Тој не сака да останеме сираци, зашто сме негов род. Молитвата е ефикасно средство, ако се на вистински начин користи. Хауард Тейлор, всушност, неговиот татко бил еден од првите мисионери во Кина. Името му е Хадсон Тейлор. Тој бил таму 40 години. Замислете, половина век од својот живот го поминал таму во Кина. И историјата еве што забележала. Еве што кажува овој сега за неговиот татко. Сонцето не можеше да излезе над Кина преку 40 години, а мојот татко Худсон Тейлор да не го пронаоѓаше Бог во молитва. 40 години овој човек се молел. Да ја вратиме сликава. Немал скоро никаков успех во негово време, зашто времето било многу страшно, комунистичко и биле прогонувани. Денес како одите во Кина или ако отворите на интернет, ќе најдете милиони, стотини милиони христијани. Иако тие званишно не се признаени од страна на комунистичката Кина, но сепак тоа е врста на христијани подземно кои живеат во илегала, веруваат во Бога. Но таа бројка постојано расте, почитувани. И
Той pokret go počnal ovaj čovjek na kolena. Na kolena go počnal той pokret, to dviženje. Znači, той se molio 40, veli sunce ne izgrevаше, a той да не се помоли. 40 години се молил. После неговата смърт, сега никнуват милиони християни во Кина. Благодарение на некој што се молел скоро цел живот, додека престојувал во тоа место. Не знам колку ние се молиме, но знам дека постои некој кој сака да не научи. Да, ако не ја знаеме молитвата, ние мора да научиме. И таа се учи постепено. Еве, Джон Дибдал, бил доктор, лекар, християнин, добар християнин. Тој држал настава на многу универзитети. И така решил на своите студенти по теологија да им одржи молитвени лаборатории или лабораторија на молитва. Но тој тоа го проширил и меѓу медицинските сестри и лекари. И така отишол во една група на медицински сестри кои работеле со луѓе кои се пред смрт. Значи, тоа се посебни семинари, тренинзи како да се однесуваме со луѓе пред смрт. Тоа не е така лесно. Тоа се тешки ситуации и случаеви. И тој ги собрал студентите и им рекол: студенти мои, јас ве повикувам да поминете низ една вежба што јас ќе вја одржам. Не е важно дали верувате во Бога или не. Не е важно дали сте се молили до сега или не. Би сакал да пробате нешто да откриете. Всушност, земете еден случај од собствениот живот, тој им рекол, или од животот на вашите најблиски и молете се за нив. Молете се за нив. Барете од Бога да ги промени околностите во врска со проблемите во кои се тие наоѓаат. Треба да поминете 6 седмици, да водите дневник, значи дневник, и секој ден да запишувате промени ако приметите кај вашите за кои се вие молите. А навистина дошли некои студенти и рекле: господине, па ја не верувам во Бога. Никош јас не сум се молил на Бога. Дали морам да направам таа вежба? Еве што кажал професорот, што го спомнавме пред малце. Да, тоа е лабораторијска вежба. Јас би ви советувал да тоа го направите. Инаку нема да добиете оценки. Значи, малце ги заплашил за да ја спроведат таа анкета, да ја направат во нивниот живот. И понатаму, кога завршила таа анкета, односно кога учениците, студентите и медицинските сестри ја поминале таа обука, би рекол, еве што дошле кај него и вака рекле. Еден студент рекол: Боже, не знаев дали постоиш или не, но мојот професор бараш од мене ова вежба да ја направам. Во прашање проблем од мојот живот и барам од тебе да ги промениш околностите. Ова лице за кое јас се молам и барам да ги промениш околностите, да ја заекне заедницата со тебе. И понатаму овој доктор вака вели: после 6 седмици многу студенти кои не верувале во Бога, поверувале дека Бог постои. Бог ги променил околностите на луѓето за кои тие се молеле. Иако пред тоа не верувале во Бога, но 6 седмици постојано се молеле и постојано ги пратиле настаните околу тие луѓе како се одвиваат. Браќи и сестри, Бог одговара на нашите молитви, но мора ние да бидеме свесни дека Бог одговара на свој начин. Ево овде име семафор. Семафорот од колку бои е составен? Од 3 бои, така. Едноставно, неговите одговори се како семафор. Кога ќе видиме црвено светло на семафорот, што правиме ние? Стоиме, така? Не може да одиме. Понекогаш Бог не може да одговори на нашите молитви, вели не. Како што семафорот вели црвено, не смеш да поминеш. Ако поминеш, што ќе се случи? Катастрофа, може да загинеме. Понатаму доаѓаме и до втората боја, а тоа е жолтата боја. Жолтата боја е каква боја? Жолтата боја е мора се почека. Значи Бог понекогаш во нашите одговори, на нашите одговори во молитвата вели да, почекај. Може ќе биде 1 година, 2 години, 5 години. Бог вели чекај, како што жолтата боја на семафорот ни вели
čekaj, ne smiješ da odiš. No, na kraju doađa me i do zelenata boja. Ovdje Bog veli, сега možeš da zamijeniš. Сега možeš da pomeniš. Gledajte, brake i sestri, koliko je Bog milostiv. Сега Bog veli, odi napred. Сега ti ja uslišavam твоята молитва. Користи го тоа. Но понекогаш Бог одговори на четврти начин. Како тоа Бог одговора на четврти начин? Понекогаш четвртиот одговор гласи, промени ја молитвата, промени ги барањата, зашто бараш нешто што не можам да ти го услишам. Некојаш нашите барања се спротивни на Божјата волја, иако се опатени со најдобри намери. Знам, луѓе се молат со најдобри намери. Но Бог вели не. Не си способен тоа да го поднесеш. Замислите сега дете од 8 години, што туку научило да чита, да пишува, ги разбира може и сообраќајните знаци. И му вели на таткото или тато, купи ми автомобил. Дали таткото би му купил автомобил? Се дере, плаче. Ја сакам таа играчка, може би бебенце од 8 од месеци или 10. Таткото вели, сине, па не си зрел за тоа уште. Или купи ми велосипед или мотор. А уште не научил точак со 4 тркала да вози. Значи, понекогаш и Бог така не вели. Четврти одговор. Промени ги барањата, сине. Немој да бараш велосипед на 2 тркала, уште на 4 не си научил. Гледате колко е Бог милостив, почитувани. Колко Бог има трпение кон нас. Бог е подготвен да ги услиши нашите молитви, но како? Кога? Тој кој ќе процени. Тој најдобро за нас. Тој најдобри има мисли за нас. Бог во таквите ситуации вели, промени го барањето. Не е тоа соодветно на она што ти го бараш. Не си способен тоа да го спроведеш во овој момент. И затоа издвижените колена го смекнуваат нашето срце. Кога ние клечиме, ние сме понизни. Еве што кажал овој доктор Мартин. Молитвата е без размислување најголема активност на човечката душа. Човекот е најголем и на највисока положба кога е на колена. Гледате кога човекот на најголема позиција, кога вели на колена. Кога доаѓа во контакт со Бога, лице во лице. Наистина, овој доктор Мартин го кажал од срце, ја кажал ова изјава, ја дал. Но што е суштината, браќи и сестри, на молитвата? Ние го бараме Бога, но ние понекогаш и не го наоѓаме, на жалост. Понекогаш ние го бараме на погрешно место. И затоа многу луѓе кои се молат на Бога, молитвите не им се услишени, зашто го барат на погрешно место. Тогаш, ајде да ја промениме нашата позиција. Да ја промениме четвртиот начин на одговор што Бог вели, промени ја молитвата. Промени ги условите, промени ги зборовите, промени го барањето. Бараш нешто што не е соодветно за тебе и не може да ти биде услишено. Што е суштината на молитвата? Да го бараме Бога. Кога го бараме Бога, ние се гледаме себе си, да поставиме прашање каков е Божјиот план со мене. Ние понекогаш кај Бога доаѓаме со готови планови, знаете, со готова рецитација му рецитираме на Бога, како Дедо Мраз. За нова година, Боже, тоа го сакам и заминуваме. Бог ќе рече, да, ти бараш санка, мали, ама мал си, ќе се искршиш, не можеш да управаш со санката. Знаете, ние сме како мали деца, понекогаш кај Бога доаѓаме, а Бог ќе ни се подсмее, како татко и мајка на своите деца, го сакаат, но знае дека не е способно тоа дете да се носи, да влезе во костец со тоа што го бара. Што ни е потребно за да го исполниме Божјиот план? На крајот од секоја молитва ние велиме, Боже, нека биде Твојата волја, а не нашата. Овој ви е познат, може би, насликава човек кој не живеел долго, 50 и некоја година, 7-8 колку живеел. Роден 19 јуни 1834, 31 јануари 1892 година, Чарлс Спурџон, еден од големите американски христијанин. Еве што кажал. Ако не можам да ги кренам колената, бидејќи сум слаб, моите молитви од постела ќе бидат на колена. Моето срце ќе биде на колена. Ќе се молам најдобро што можам. Наистина, овој
gospodin Charles Spurgeon, ko kaže ono što go čusal vo srceto. Ima Spurgeoni koji volat. Čovjek po prirodam ist kako i nije. I se pomoli i so molitva da nema došt i ne padna došt na zemeta 3 godini i 6 meseci. I pak se pomoli, pa nebo to dade došt i zemeta go proizvede svoj plod. Interesno, kakva bila ta molitva? Kakva bila ta molitva koga toj se moli na Boga? I Bog gi menova duri prirodните zakoni. Interesno, Bog reagira. Kako golemo čudo. Ilija bil golem čovjek. Ilija bil navistina golem čovjek. No, ne sakam сега да ги зборуваме и оние негативните страни кои ги има како човек. Но во овој контекст и земята даде дожд, неле, се појави ложот и земята го произведе својот плод. Силата на молитвата е голема, почитувани. Имаме уште еден текст. Господовото слово му беше упатено пак. Тоа е еден друг случај, знаеме што се случило и што се крие позади овој текст што пред малце го прочитавме. Тогаш Господовото слово вели му дојде. Чудо среде криза. Наистина, Илија бил голем човек. Бог соработувал со Илија, односно Илија соработувал со својот Бог. Бог има збор, почитувани и за нас денеска. Како што Господ има збор и за Илија во негово време, и денеска Бог има збор за тебе и за мене. Колку сме ние подготвени да го слушаме Господа. Еве да земе при крајот на ова размислување пример од Исуса. Исус не е пример во се. Библијата вели дека Исус се молил постојано. Исус секогаш упатувал на лични молитви на Бог. Иако бил Бог во човечко тело, но сепак тој божеството го сопрел, би рекол, и тој настапал како човек. И затоа постојано се молил и примал инструкции, примал сила од својот татко. Таткото го мобилизира целото небо како би одговорил на молитвите на Исуса Христа. Исус се молил и наутро, често пати излегувал, кога бил умот најотморен и се повлекал во шума или надвор од градот или од селото и таму се молил. И ние сме Божи деца. Целите ресурси на небото ни стојат на располагање, браќи и сестри. Дали ние треба да ги користиме? Секако да. Баре го Бога како што Исус го бара. Еве го текстот. А наутро, додека уште беше темно, стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше на Господа. Ако на Исуса му била потребна молитвата, што да кажеме за нас денес? Моли се постојано. Вклучи го Бога во се што работиш. Биди во постојна врска со Бога. Бог е секогаш близу. Знаете колку е Бог далеко? Колку што трае една молитва. Колку што трае една молитва. Толку е Бог далеко. Ако кажем Боже помагај, Бог веднаш ќе те реагира.
Кога Петар тонеше во водата, колку долго се молеше Петар? Една кратка, две реченици. Боже, Господе, помагај. Еден Бог и татко на сите, кој над сите и преку сите и во сите. Бог е подготвен, почитувани, да ни помогне. Само ако одиме напред на колена, како што некој рекол. Молитва или молитва во една реченица. Еве ќе споменеме неколку молитви само во една реченица. Господе, Ти си со мене. Тоа е молитва. Ја прифаќам Твојата милост. Господе, зависам од Тебе. Сакам да Те запознам. Јас припаѓам на Тебе. Помогни ми да Ти верувам повеќе. За мене е живот Христос. Немој да ме напушташ. Ти си мој Бог. Гледате, колку врсти на молитви кажам. Само по една реченица. Но тоа е доволно ние да тропнеме на Бога, кога ќе се помолиме. А Бог нема да остане не. Бог нема да остане тврд. И отиде малку понатаму и падне на своето лице и се моли и се помоли вака, велејќи: мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. Исус имал тешкоти, кај што требало поддршка, не само од оние тројцата ученици кои тука биле поред него, па заспале, еве тука се негде во позадина, но Исус дошол да си ја каже својата мака на својот отец. Ова момче по име Рав било добро воспитано и живело со своите родители. Било зимно време, биле христијани, таткото и мајката биле трета смена, а тој отишол на горниот спрат на спиење. Клекнал да се помоли, рекол: Господи, чувај ме ова ноќ. Кажал уште неколку реченици и легнал во креветот. Бидејќи било надвор зима, парното било вклучено, било топло и тој брзо заспал. Меѓутоа некаде во 2 часот по полноќ слуша глас: Ралфе, Ралфе! Никого немало во куќата. Знаел дека родителите се на работа. Ги отрил очите и помирисал нешто да смрди на плин. И повторно глас: немој да го запалиш светлото. Слуша непознат глас. Рав веќе бил свесен дека во собата има плин. Не смел да запали сијалица, да не би сторил, како се вика тоа, искра. Полека се симнал низ скалите долу, а пред тоа ги отворил прозорците широ, се симнал долу, иако било темно, мрак, отишол во кујната и почувствувал, односно слушнал како шишни плин. Од боцата излегувало плин. Значи таа ног се дупнал од цревото и плин во просторијата и долу и горе. Го затворил плинот, се вратил горе повторно, клекнал и рекол: Господе, Ти благодарам што ми го спаси животот. Кој реагирал ноќта додека детето спиело? Почитувани, самиот Бог изреагира. Благодарение што Рав се молел по навика, и тој добро по навика да се моли. Таа ноќ тој рекол: Боже, чувај ме, не знам што може се случи. Еве што се случило. Родителите би дошле тек наутро во 9 часот од работа и би го нашле мртов. Но Бог изреагирал во дадено време. Тоа било Божи глас. Бог го разбудил Рафа. И тој веќе бил свесен дека во просторијата има плин. Отишол доле во кујната и го затворил. Почитувани, напред на колена. Бог е тој кој може да ни помогне. Не е битно дали ќе бидеме на колена, дали ќе стоиме, ќе седиме, ќе се движиме. Бог сака да има директна комуникација со тебе и со мене. Да не користиме во погрешен смисол, односно да не злоупотребиме или да не бидеме тие кои нема да ја користиме молитвата, туку да напротив, да ја користиме постојано. А Бог е тој кој ќе ни помогне на работа кога се наоѓаме, може се молиме, или кога сме како спортисти поред фудбалското игралиште,
и тамо кај што тренираме, можеме ние да му патиме молитва на Господа. Ако Исус се молил, ако Исус ја користил молитвата, зошто тогаш и ние не ја користиме? Зошто ние со свиткани колена не побараме помош и благослов Господа? Нека Бог ви помогне да не ни биде тешко да ги свитнеме колената, да ги свиткаме колената, односно да го свиткаме своето срце на понизост пред Бога и да побараме благослов. А Божите благослови ни се подготвени. Читавме, Бог ни става големи ресурси на небото, што само треба да ги враче, а ќе ги враче на оние кои ќе побарат од него. Затоа да ја користиме молитвата, брати и сестри, и да бидеме во постојна комуникација со нашиот Бог. Амин.